јас на ова ќе му додадам и некое маслинче, меѓутоа, бидејќи не можем на Јана да ја зафаќа масата, ќе го дробам како што го дроби, како што дробила мајка ми. Вака, жените, знаете, обожаваат да готват со рацете над тенџерето, додека јас го сакам тоа изработено на васка. Вака, ова ќе го збогати уште повеќе вкусот на зелникот, нема да биде прост едноставен зелник како од баба ми Рајна. Ќе биде како од баба ми. Како од баба и на Јана. И потоа ставаме масло. Масло ставаме вакво за да јаде Марко, иначе може да се става и путер или маргарин. Или маргарин, да. Маргаринот не го цениме многу, не спаѓа во здравата храна, затоа што тоа е добро што е тоа масло од растително потекло, меѓутоа преработката е малку не толку здрава. Во преработката се користат разни адитиви кои што не се толку здрави, тоест не спаѓаат во здравата храна. Види колку убаво дојде. Браво, Бејанче, одлично е срце. Не треба ништо друго да го правиме. Малку само вака ќе го поднаместиме и тука вака, за зајрето да дојде Така, да добие длабочина. Да. Сега врз курата ставаме масленце. Тоа масленце, кад не е другарче тој масленце. Прво другарче кога правиме... Нели? Да. Така. Сега го намрси ти, Јанче, ова. Така. Значи, за тој масленце, тој што масленце. А да му ставам вакво зајренце? Не, сега ја ставаме втората кура, па потоа зајренцето и на крај третата кура. Значи, овде не ставаме ништо меѓу првата и втората? Помеѓу првата и втората не. Зошто Бејано не ставаме? Па за да биде рамномерно потоа дебелината горе да има исто коре колку и доле. Бидејќи после ќе го завиткаме зајрето. Така. И одозгора ќе дојдат сите кори, и првата, и втората, и третата, и ќе се и да се изедначи. Колку време го учеше ова, Јан? Па кратко. Кратко, а? Да. Кога има човек желба, све може да научи за многу кратко време. Ученичка. Кажи, нели? Да. Да. Сега да знаете што прават одличните, не? Сите се прашуваат, абе тие одличните девојки што прават? Убавите. Се убави, одлични, така да знаете. Ете, чекај, јас вака ќе ти помагам. Не ми е мака да ти помага да ти правим прават. Јас се правам мајстор со готови кори, со сукани да те видам. Ама јас знам па да правам едно крцкаво тесто, и ќе направам една плита со крцкаво тесто, на кој што ќе викнам Јана да ми биде дегустатор, да го проба. Обавезно беше. Да рече како е ова си, како си го правил, може да го научам? Може, ама и не може. Тука го од празно да знаеш. На зајрето, значи, ќе му додадеме малку сок од протокол или помаранџа. Портокал. Сега ова ќе биде многу полесно, Јанче, хубаво ќе мириса. Така? Да. Виде, ова се мали тајни на големите мајстори. Целото овде, нели, Јанче? Да, само да се распореди убаво на целата тепси. Покрием со тавата. Едно вака. Така, ќе го распоредиме. Целата тава, и во крајчињата. Зашто има некои дечиња што сакаат крајчиња. И ова за колку души е, Јанче? Па за многу. По еден четврт, по една осминка. 45 денара четврт, да, многу. Им да платуваме, како? По осминка? По осминка има за повеќе. Да. Еве, јас мислам дека е ова добро. Добро. Чекај само што овде. Секаде рамномерно распоредено. Така. Така. Сега ја местиме последната кура. И последната
Жолта кора. која што може да се намести вака малку набрано. Браво. И што мора излезе. Стукалцето. Еве Јанче собра целата кора. Сега ставаме масленца. Така. Повеќе да биде помрсно. Ќе ставиме и на другите. Ајде. Сега треба Сега да се... треба да се затвори. Прво ја земаме едната кора, со која што го правиме, ја затвараме до горе. Всушност ова доаѓа како завиткано јано внатре заедно, како во пеленциња, нели? Да. Сега втората кора ја завиткуваме понакрај и така добива поинтересен изглед. Тоа е венецот. Венецот, да. Сите сакаат по венецот трчат. Леле, дај ми од тоа попечен. И на крај ќе ставиме масленце и ќе ја испечеме. Така, и зелникот ни е готов. Така, стави јајчето. Чичкованче, може да ми даеш само една вилушка сега? Да, една вилушка. Добре ли? Да, буцнаме во средината, бидејќи може да ни се надува тука. Тука како буре. Уште малку боснија да биде сигурно, јано? Така. Така, нека издише еднаш. Така. Така. Одлично. Сега ова треба да го ставиме да се пече на 200 степени. На 200 степени. Околу 30 на минути. Или 2-3 дена. Ако ја заборавите. Стави. Мароканската кујна е разнолика во различните области на земјата. Во Маракеш кујната е со влијание од афричката кујна, која ја оставиле црните робови. Во Фес се чувствува големо влијание на Андалузија. Тетуан и Тангер се надалеку познати по своите специјалитети. Еврејските фамилии кои се населиле во Мароко ги инфилтрирале своите готварски обичаи во мароканската кујна. Сепак најголемо влијание оставиле арапите, кои го освоиле Мароко во 7 век. За разлика од Мароко, Египет и Тунис не се одликуваат со некои особено познати национални специјалитети. Во овие кујни се користат некои зачини како на пример црн слез, како и месо од камила. Територијата на која се наоѓаат Сирија, Либанон и Јордан се смета за рајска градина на Блискиот Исток. Народите на овие подрачја живеат на плодни полиња, на кое во изобилие расте овошје, зеленчук и житарици. И токму тука, на ова подрачје, луѓето покажале најголема вештина на најразлични начини да се прехранат со зрнести, семенести и интегрални житарици. Од житата понекогаш се користи целото зрно, а понекогаш бургул, крупни трици и тоа ја чини основата на исхраната во селата, додека во градовите тоа место на трпезата го зазема оризот. Како и во другите арапски земји, од месо најчесто се јаде овчето месо и тоа особено кебаб. Једењата се готват на маслиново масло, но и со растопен путер. Се користат најразлични зачини и тахине, сезамово масло кое на једењата им дава специфичен вкус и арома. Кире Лазаров, најдобар стрелец на европските и светските првенства на сите времиња. Најдобриот со најдобрата. Пелистерка, 100% живот. Епа, драги мој, зелникот е готов. Едва и дочекав. Јас многу сакам тесто. Значи, мојата основна диета е, всушност, не јади тесто, не јади бурек.
Не знам што се случува. Нели, Јана? Јас ќе држам диета и наеднаш некој ден ќе купам 4 буре, одма 2 кила сум горе. Сега едва и чекам да го пробам ова што го направивме со Јана. За 1 кило горе. За 1 кило горе, за 1 кило горе. Вака, прекрасно изгледа, морам да ви покажам. Ева како изгледа овој убав зелник. Гледате колку убави витки има од страна. Сето тоа е убаво спакувано. А лалди е на Јана, рачињата и работат за петка. Сега, Јанче, јас ова ќе го сечам вака. Да, така. Ова ни е во оваа година во рецептите втора пита, меѓутоа со оригинално месени кори, не е со готови. И јас сега вака ќе направам. Да видиме прво што има внатре. Внатре убаво, многу убаво ја нова направи. Да, многу убаво. Тестото убаво испечено. Јас како најстар морам да го сервирам така. И нормално и за мене. Едно. Вие ќе почекате. Ние ќе го пробаме и ќе ви кажеме каков вкус има. Ќе го пробаме културно со вилушка и нож, така? Со вилушка и нож, а Марче Јас кога ќе исклучи камерата, ќе патиме сарата после. Одлично. Прекрасно. Одлично е. Одлично е. Од кого е? Од Јана е. Јана сама го направи. Па добро, Јанче, ти можеш да се сипаш една кисела вода. Маја, ти се допаѓа? Прекрасна е комбинацијата. Маја, ти мора да измесиме сами една пита. Не знам како ќе ја направиме, ама... Зелник е. Зелник. Ајде со вода. Јас ќе ви асистирам. Јана пак ќе ја викаме да ни прави. Јас не знам Да. како Се разбирам. Секогаш Многу кога добро. кога ќе Многу посакаш Кога ќе посакаме, Да. ќе те викнеме, така? Ќе дојдеш? и ќе ве научам како се прави. Вие ќе правите, а јас ќе ви помагам. Ти ќе ни бидеш надзорник. Да. Ќе ви, ова се прави така, ова така. Па, драги мои, јас и Маја ќе пиеме кафе со овој убав зелник и ќе си го дојадеме до крај. Мајче, дај ни кафе, ќе молам. Може? може. Така. Така. Кафе браво пијам и уживам. Така бе? Така е. Браво кафе. Браво кафе. Па, драги мои, Јана се потруди да направи убав зелник. Доби од нас одлични оценки. Ова е, значи, признание, уште едно признание ова година ти е, Јана, така? Да. Да. Парично не е. Не. Иначе ќе довеше, може би, 100 евра за оваков зелник. Па ти благодарам многу. Драги мои, јас се останувам со ова убаво друштво, а вие, како што видовте, можете ова да истото да го направите и да уживате исто така како ние што уживаме сега овде. Чао и довидување до следната емисија. Чао. Ej, tetki strejni, babi i vujni, što za danas vo vašite kujni. Nije imame fantazije bujna, s ove ti recepti